Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 45-50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вестината. 3 дена пред вториот круг на локалните избори, многу ми навелат клучни избори, јас и понатаму ги третирам како комунални избори, меѓутоа избори кои имаат некоја битна рефлексија на политичките разврски во Република Македонија. Трета и последна политичка анализа. Следната емисија нема да биде недела 22 часот, бидејќи тоа што ги слушате со внимание резултатите на локалните избори или на вториот круг на локалните избори, кој победи за градоначалник, кој ќе стане градоначалник на Скопје и така натаму и така натаму, че следната политичка анализа или следната емисија ќе биде четврток во 22 часот. Претходните две емисии предизвика вистински земјотрес на македонската медиумска политичка сцена и дојдо едно бардо на луѓе, првенствено партиски ботови и луѓе кои 3 или 4 години беа пикнати некаде под земја, дојдоа сега со одредени пароли, одредени тези, одредени задачи. На Васко Ефтов не треба да му се верува. Зошто не треба да му се верува? Бидејќи никој не го гледа. Јас имам едно единствено прашање. Кога од партија ве праќат како партиски ботови тоа да го пишувате? Што не ви кажат или што не ги прашате зошто Даниела Арсовска и Наташа Котлар толку многу се рекламираат во моите емисии? Еве, ако мене никој не ме гледа, ако никој не ми верува, ако никој не уклучува да погледни тоа што ќе го кажам или тоа што ќе го анализирам, зошто брдо и брдо пари потрошија Даниела Арсовска, претходно Тимчо Мусунски, сега Наташа Котлар, да инвестират или да финансират кампањи и реклами преку YouTube во мојата емисија, бидејќи нели мене никој не ми верува, мојот збор не тежи, моите политички анализи се промашени. Тога се поставува логички прашањето кој направил така лоша политичка проценка да дојде да се рекламира во моите емисии. Помеѓу двата изборни круга или помеѓу првиот и вториот изборен круг доаѓа до едно драматично менување на стратегијата или на кампањата на СДСМ, што веројатно се должи на лошиот резултат на СДСМ во првиот круг на локалните избори. И главниот акцент кој сега се става во кампањата на СДСМ е една агресивна кампања и за прв пат на овие локални избори кампања каде што СДСМ се спротивстава на ВМРО-ДПМН. Тоа ви го објаснува во претходната емисија, дека на овие локални избори веројатно СДСМ промаши својата стратегија и во првиот круг на изборите всушност имавме кампања на луѓе кои биле во СДСМ или биле во коалицијата на СДСМ или биле дел на шарената револуција и луѓе кои се во СДСМ. И всушност битката во првиот круг се сведуваше на тоа тие што се разочарани од СДСМ, излегли од СДСМ, излегли од владината коалиција и луѓето кои се кандидати сега на СДСМ. Скриена беше Даниела Арсовска, како некоја момина солза беше скриена. Ја немаше никаде. Одеднаш помеѓу првиот и вториот круг доаѓа до одредена радикализација на кампањата на СДСМ, кај што СДСМ и ВМРО-ДПМН за прв пат нови локални избори, после 3 недели кампања, почнува да се конфронтира, да ги конфронтираат нивните ставови, стојалишта, политики, така натаму и така натаму. И Даниела Арсовска поради тоа одбива да има телевизиски дуел со Петри Шелегов. Јас ви го поставувам прашањето, што ќе се случеше на изборите во Америка минатата година? Тоа беа крволочни избори, без малку избори на живот и смрт. На првата или на втората телевизиска дебата Доналд Трамп учествуваше иако беше болен од коронавирусот. Но не му паѓаше на памет да откаже дебатата, бидејќи тоа е суштината на демократијата. Вие да не откажете дебатата. Даниела Арсовска, исто како Никола Груевски на времето, не прифаќа телевизиски дебати. Тоа е едно драматично атерирање, еден драматичен политички медиумски рикверц во однос на одредени стандарди, привилегии или придобивки што ги имаме последните 2, 3 или 4 години. Постојано некој ми го поставува прашањето зошто ти немаш емисија на телевизија, бидејќи не сакам. Мој избор е да имам емисија која ќе се емитува на YouTube. Имало понуди и пред 2 години, и пред 3 години, и минатата година, меѓутоа мојот избор е да се емитува емисијата на YouTube. Бидејќи тоа ми возможува и слобода, ми возможува и комоција, да кажам све што сакам, да кажам или да снимам емисии така како што размислувам, без да се плашам дека некој ќе ми прекинува струја, ќе ми титка во емисиите или ќе ми прави разни други недугавости и глупости. Меѓутоа одредени демократски стандарди за кои сум сметал дека се усвоени и дека веќе стануваат одредено стекнато право, ние постојано или повторно ги проблематизираме. Недопустиво е, повтор пат велам, во финалето на локалните избори да нема телевизиска дебата на двата кандидати. Па кој ќе победи на таа телевизиска дебата, нека ги освои вашите симпатии, нека освои вашата доверба и гласајте така како што мислите. Па и не мора да ви влијаат политичките дебати. Меѓутоа срамота е да не се учествува на политички дебати.
И сега во ова промена на конфигурацијата или на стратегијата на СДСМ доминира чувството на страв. СДСМ сака да го наметне чувството на страв, дека само што не се вратил режимот во Република Македонија. И тоа горе-доле одговара на вистината, знаете. Победи ВМРО-ДПМН, безмалку нереформираното ВМРО-ДПМН, само Никола Груевски го нема, целата екипа на ВМРО-ДПМН е во првите редови или во позадината на оваа кампања која сега се случуваше. Дури од Нафталин го извади и Зоран Ставлевски, може ли да има кампања без кумот на Никола Груевски или кумот на вториот брак на Никола Груевски, од Нафталин излези и беше вклучен во кампањата во село Василево или општина Василево. И тоа СДСМ секојаш имало два камени мегници. Едната стратегија било страв, да наметнува одреден страв, а втората стратегија било да наметнува одреден страм. Секога стравот се врзувал за Бранко Црвенковски. Тој бил папата. Имал на располагање тајни служби, го имал Верушевски, имал информации, надземје, подземје. Сите му се плашеле. Тој ќе крени веѓа, и на тој што ќе му крени веѓата, за него веќе нема живот во СДСМ. Тоа било еден дел или еден крак на стратегијата на СДСМ. Всушност тоа е емоција, знаете. И прашање на техника, дали таа емоција на страв вас ќе ви донеси политички поени или нема да ви донеси политички поени. Во еден временски период, одредени конфликти или закани од меѓуетнички судери може да предизвикат страв или може да предизвикат одреден револт. Во зависност од тоа дали ќе предизвика страв или револт, вие гласате за ВМРО или гласате за СДСМ. Значи, ако носител, персонификација на едната стратегија бил Бранко Црвенковски, персонификација на втората стратегија бил Киро Глигоров. А тоа е чувството на страм. Кога ви одевте кај Киро Глигоров, ако не завршевте одредена работа, имавте чувство на страм. Тоа го говореа сите од СДСМ. Значи, кај Бранко Црвенковски оделе со страв, а кај Киро Глигоров оделе со страм. Ми се чини дека СДСМ во оваа кампања према своите гласачи, своите симпатизери, луѓе кои ги има вработено, луѓе кои биле 20 или 30 години симпатизери, членови, гласачи на СДСМ, требаше да води стратегија на страм. Дека е срамота да не гласа за СДСМ. Дека после 11 години битка со режимот, како што тие нарекуваат, е срамота да не излезат на гласање и да му дозволат на истиот тој режим да се врати на власт во Република Македонија. И таа стратегија да се нема страм, всушност се наметна Бранко Црвенковски. И сите овие сателити околу Бранко Црвенковски, Арбен Бенишакири, Горан Минчев, луѓето не знам во Битола, во Охрид, во Центар, во Кочен. Гледате, главната битка сега се случува во бастионите на СДСМ. Дел во Гевгелија, таму има структури Бранко Црвенковски. Кочени, дали луѓе на Ванче деликатес, не е битно. Исто работат и учествуват против СДСМ. Куманово, вистинска војна помеѓу СДСМ и СДСМ 1 и 2. Охрид се случува тоа, Битола се случува, Карпош и општина Центар и во градот Скопје. Всушност, Бранко Црвенковски со замрзнување на своето членство во СДСМ до некоја следна седница на Централниот комитет кој ќе го разгледа поведењето и однесувањето на Зоран Заев, тоа беше формулацијата на Бранко Црвенковски, односно Централниот одбор, кој ќе го разгледа однесувањето или интервјуите или ставовите на Зоран Заев, кој ги искаже во тоа интервјуто за БГНас телевизија во однос на македонско-бугарското прашање. Тоа беше причината за ставањето вето или замрзнувањето на членството на Бранко Црвенковски и неговата позиција во СДСМ. Бранко Црвенковски со своето однесување наметна дека не е срамота да се гласа против СДСМ. Можете ли да замислите Барак Обама на ланските претседателски избори помеѓу Џо Бајден и Доналд Трамп да излезеше и тајно да работеше за Доналд Трамп? Па немаше да има живот во Соединетите Американски држави. Прашање на политички вкус, прашање на домашно воспитување, за кого вие лобирате и работите. Може да се пасивизирате, може да се пензионирате, може да не помагате. Меѓутоа, ако влезете во процес да одмагате на партијата, чиј основач сте вие, бидејќи Никола Поповски и Бранко Црвенковски всушност го споредат процесот на трансформација на поранешниот сојуз на комунисти на Македонија, СКМ, ПДП, партија за демократска породба, го формираат СДСМ таму 1991 година, тоа е некаде 26 април и тоа се смета како роден ден на денешниот СДСМ. И ако Бранко Црвенковски татко ДНК на СДСМ, тогаш прашање на домашно воспитување како таткото може да работи против своето дете. Никола Груевски лобира против Христијан Мицкоски. Дали сте го слушнале Никола Груевски да кажи пола збор против Христијан Мицкоски? Дали сте го слушнале Никола Груевски да оди и да лобира да изгуби Христијан Мицкоски на изборите? Не, напротив, Никола Груевски поставил и митинг на Виктор Орбан, каде што се собра 100, 200, 300 или според некои проценки половина милион луѓе во Будимпешта, како знак на поддршка на Виктор Орбан. Тоа се случува
минатиот викенд. Снимките од тој говор, тој настап на Виктор Орбан, Никола Груевски ги испраќа на своите најблиски соработници да ги охрабри дека нема да падне Виктор Орбан, дека Виктор Орбан сигурно ќе победи на изборите во Унгарија. За разлика од тој Никола Груевски, кој е во бегство, кој е 3 години надвор од Република Македонија, не може да види деца, не може да види мајка, не може да види сопруга, не може да види пријатели, не може да биде во државата, каде што бил 10 години премиер, и не му паѓа на памет да лобира против Христијан Мицкоски, и Бранко Црвенковски седи во Слатино цело лето, прима луѓе и лобира работи против СДСМ. И сега овие негови гавази, кои ги имат изгубено сите избори во својата кариера, одат и работа против СДСМ. Тоа е прашање на домашно воспитување или на домашно невоспитување. Колку вие треба да бидете политички себичен, политички кратковит, за да може, како што ви кажав минатата емисија, да го репризирате филмот Керката на генералот. И бирајќи помеѓу Керката, и бирајќи помеѓу армијата, каде што припаѓате, односно во конкретно случај, бирајќи помеѓу детето, чие ДНК е вашето ДНК, и помеѓу вашата суета, вие да изберете вашата суета. Затоа чувството на срам е многу поверодостојно, многу поефикасно чувството на страв. СДСМ требаше да води кампањата на срам, дека е срамота да се гласа за одредени кандидати кои ќе го вратат ВМРО ДПМН на власт после 11 години тешка опозиција на СДСМ. Тоа чувство на срам, всушност, го изгази Бранко Црвенковски. И главниот противник на овие избори на Зоран Заев и на СДСМ не е ВМРО ДПМН, не е Даниела Арсовска, не е Христијан Мицкоски. Главниот противник е Бранко Црвенковски. Некој да ми кажуваше дека членовите на ВМРО ДПМН ќе го фалат, ќе го величат, ќе се радуват на настапите на Бранко Црвенковски. Јас немаше да им верувам. Па генерации и генерации на луѓе, симпатизери, гласачи, членови на ВМРО ДПМН израстеа на омраза на Бранко Црвенковски. Се форматира и се формира мрзејќи го Бранко Црвенковски. Тој беше папата, тој беше се оно што тие не го сакаа во политиката. Одеднаш ова ВМРО ДПМН се радува, го величи, уште слика да почне да носи, како на време што се носеа слики на Слободан Милошевиќ во Република Македонија, членовите на ВМРО ДПМН почне да носат слики на Бранко Црвенковски. Каде е Љупчо Ѓорѓиевски? Го видовте ли во кампањата Љупчо Ѓорѓиевски? Дел ли е на коалицијата со Зоран Заев и СДСМ? Има ли пратеници? Има ли директори? По зошто не се појави Љупчо Ѓорѓиевски, бидејќи ниту еден глас фира, ниту еден ВМРО-вски глас фира не беше отиден на овие избори? Зошто Љупчо Ѓорѓиевски не се појави на македонскиот исток? Беше во Штип или во некои други градови, меѓутоа тоа не беше медиумски проследено. Зошто не беше поактивен во оваа кампања Љупчо Ѓорѓиевски? Гледате, пред 6 или 7 месеци не можевме да го симнеме од телевизорите, кога требаше да биде преговарач со бугарите во сенка. Па декември минатата година имаше серија на интервјуа за бугарски медиуми, каде што го објаснуваше македонски-бугарскиот спор. Па имаше телевизиска дебата, бидејќи ги повика сите политичари во Република Македонија, некој да му се спротистави во телевизиска дебата, Петар Богоевски му се спротистави, има телевизиска дебата на 24 вести. Каде е сега Љупчо Ѓорѓиевски? Зошто не се појави Љупчо Ѓорѓиевски? Зошто еден глас фира од ВМРО ДПМН не зема Љупчо Ѓорѓиевски? Бидејќи Христијан Мицкоски бил член на ВМРО НП, бидејќи пред 10-15 години на изборите во општинскиот комитет на ВМРО НП во Карпош бил член Христијан Мицкоски, ве прашате го Никола Тодоров, 2016 година кога Христијан Мицкоски станува генерален секретар на ВМРО ДПМН, дали Христијан Мицкоски го имало во евиденцијата на ВМРО ДПМН. На средба со Филип Петровски, Никола Тодоров експлицитно кажува дека Христијан Мицкоски, кога тој ја има целата евиденција, не бил член на ВМРО ДПМН. Поради тоа ли го нема Љупчо Ѓорѓиевски? Каде е Слободан Близнаковски, директорот на Агенцијата за иселеништво? Па гледате бугарите каква кампања водат против Република Македонија. Дека бугарите се газени, понижувани, се граѓани од втор ред, не може да просперират, не може да успеат во Република Македонија. Па главниот пријател на Красимир Каракачанов, Слободан Близнаковски, е директор на Агенцијата за иселеници во Република Македонија. Директорот на агенцијата кој требаше да лобира и да го спроведи пописот во диаспората. Па што не излези Слободан Близнаковски да каже дека бугарите или луѓе со пробугарски чувства во Република Македонија не се граѓани од втор ред? Каде е Близнаковски? Зошто го нема Близнаковски?
Зошто не парирате луѓе на ова кампања која ја прават бугарите? 2 вета ни ставија. Водат лажни кампањи, дека бугарите не им се дозволува да бидат попишани, дека не им се дозволува да бидат функционери, дека не им се дозволува да бидат на власт во Република. Па вие сте на власт и имате пробугарски чувства, па Лјупчо Георгиевски не крие дека бил бугарофил. Близнаковски е личен пријател со Красимир Каракачанов. Може би има и бугарско државјанство. Може има и бугарски чувства. Зошто не излезете да кажете која е вашата татковина, Бугарија или Македонија? Сакате да ја гледате Македонија како членка на НАТО и на ЕУ? Па спротиставете се на Бугарија. Кажете дека Бугарија греши. Па ако вие не кажете, кој ќе каже? Некој од Белград, некој од Подгорица, некој од Јанина? Па вие сте тука во Република Македонија, примате плати од буџетот на Република Македонија. Тој буџет на Република Македонија го полниме јас и гледачите кои не гледат. И имате обврска да кажете пола збор дека бугарите не се во право. Дека неоправдано е држат под вето Република Македонија. Дека може би сме направиле грешки. Меѓутоа не водиме таква дискриминаторска политика која што водат бугарите. И за разлика од македонците во Пиринска Македонија, кои не може да се попишат. Кога е ерес некој кој се чувствува како македонец, меѓутоа не македонец како географско потекло, туку македонец како етничко, национално потекло, дека не може да има функција во Бугарија, за разлика од таа Бугарија во Република Македонија, луѓето кои имаат бугарски чувства, може да бидат на директорски, може да бидат на министерски, може да бидат на премиерски позиции. Го одмолчавте цел период. Арам да ви се парите кои ги добивате од македонските граѓани и арам да е довербата која ви ја давале македонските граѓани. Вие сте државјани, сте жители, ја сакате или не ја сакате Република Македонија. И мислам дека треба да ги симнеме ракавиците една за секојаш и на некои луѓе да им кажеме вистината во лице, колку и таа вистина да е болна и да е горчлива, бидејќи ние немаме време за фемкање. После 2 вета што друго може да ни се случи? Пошто ова што ни се случува сега, повампирување во една брутална форма на гревизмо, што друго може да ни се случи? Некој сака да ја види Македонија изолирана на еден долг временски период. Добро, и тоа е опција, но за таа опција ќе платиме многу скапа цена. Ова фотографија е клучна. Ова фотографија кажува се, почитувани гледачи. Снимане во понеделникот. Официјално објавено од страна на турскиот министар за надворешни работи Мевлют Чавушоглу. На фотографијата е министерот за надворешни работи Чавушоглу и екс-председателот на Република Македонија господинот Ѓорги Иванов. Снимане е веројатно во Истанбул или во Анкара, небитно. Гледате како го примат Ѓорги Иванов во Турција, како Мехмет Паша Соколович. И тоа на што постојано ви го кажувам. Ако вие имате договор со Грција, преспански договор, договор за нормализација на односите, договор кој ги регулира односите помеѓу Република Македонија и Република Грција, тога секојаш имате Турција како противник. Ако се сеќавате на оние настани кои предходеа на 27 или на тоа што се случи на 27 април 2017 година, Ѓорги Иванов упати писма до македонските сојузници или стратешките сојузници. Таму беа Германија, Франција, Велика Британија, Русија, Соединетите американски држави и на големо изненадување беше Турција. Значи во тие 6 писма кои ги испрати Ѓорги Иванов за да ги информира светските велесили за тоа што се случува после тиранската платформа во Република Македонија, а тоа е дека надвор од Република Македонија се прават одредени платформи кои треба да ја загрозат или да дестабилизират Република Македонија. Една од адресите каде што испратено тоа писмо и беше Република Турција или Реджеп Таип Ердоган. И тоа е таа врска помеѓу Република Македонија и Република Турција. Ако вие правите договор со Република Грција, тогаш на вашите граници ќе имате Република Турција. Турската разузнавачка служба или турските разузнавачки служби се едни од 4-5 најмокни служби во Европа и во светот. Тука се во Република Македонија. Присутни преку ТИКА, присутни преку агенции, присутни преку проекти, присутни преку пари, присутни преку турско население, присутни преку торбашко население. И одигра клучна улога на изборите во Република Македонија. И не случајно е ова фотографија одбрано да се објави помеѓу првиот и вториот круг на изборите. Целата оваа структура, каде што е Мевлют Чавушоглу или министерот за надворешни работи на Турција, каде што е Ѓорги Иванов, тоа е на антисорос коалиција или антисорос групација. Единствено битката против Сорос или таа антисорос коалиција ги обединува и Виктор Орбан, и Александар Вучич, и Реджеп Таип Ердоган, и на моје големо изненадување, првиот човек на Република Албанија или председателот на Република Албанија или Ермета.
Тоа е една иста структура, исти луѓе, исти средства, исти пари. Гледате што прави Реджеп Тајип Ердоган, тука ќе вклучите Виктор Орбан, ќе вклучите Јанес Јанша и тука се затвара целиот круг. Тука е Никола Груевски. И таа структура сега во Република Македонија спроведе шарена револуција број 2. Ако 2016 година, 2015 година беше спроведена шарена револуција, финансирана и помогната од Сорос, 2021 година ни се случи шарена револуција број 2, помогнати од овие анти-Сорос коалициони структури, вклучено и руските структури кои се присутни во Република Македонија или кои се присутни на Балканскиот полуостров. Шарената револуција ја видовте, бидејќи беше видлива. Беше со шарење, со бои, со кршење, со одредена агресија. Беше видлива, можеше да се види. Ова анти-шарена револуција или шарена револуција број 2 беше невидлива, беше подземна и го сруши СДСМ нови избори. Значи шарена револуција број 1 го сруши ВМРО ДПМН и заврши со падот на Никола Груевски. Шарена револуција број 2, која спроведу анти-Сорос структурите во Европа и на Балканскиот полуостров, треба да финализира со рушење на Зоран Заев, на владата на Зоран Заев, и тоа во еден критичен временски период, кога Македонија е веќе членка на НАТО и треба да добие датум за почеток на преговорите со Европската унија. И Македонија е одбрана како најфрагилна, најкревка точка тука на Балканскиот полуостров после случувањата во Црна Гора, за да може да се измерат силите на Сорос структурите и анти-Сорос структурите на Балканскиот полуостров. Во активната политика, помеѓу активните политичари, носители на тие процеси се Александар Николовски и Арбен Таравари. Тука ќе вклучите и структури на Муса Џаферии, и структури во одредени албански медиуми, и структури кои може би се финансирани од унгарски пари, ние не знаеме, бидејќи ние имаме такво разузнавање, а разузнавањето е првата борбена линија на нашиот државен и национален имунитет, кој не може да го спречи upливот на овие анти-Сорос структури со финанси, логистика, средства да учествуваат во политички и секакви други разврски во Република Македонија. И тој процес почнува од референдумот 2018 година и финалето го гледавме на локалните избори, велам Александар Николовски и Армен Таравари. И всушност изборите во Гостивар ќе бидат клучни на политичките разврски. Арбен Таравари, кој е поголем ВМРО-вец во моментот и од Александар Николовски и од Кристијан Мицкоски, се бори во Гостивар за да може да му ја земи партијата на Заеден села. Тој е човекот кој е всушност ударна тупаница на овој анти-Сорос блок тука на Балканскиот полуостров. И велам освен Александар Николовски, Армен Таравари, тука е Илир Мета, тука е Илир Кули, кој е главен сородник или соработник на Илир Мета, и линкот кој ги поврзува тие структури е Александар Николовски. Марко Улјаревич, човекот кој ги прави главните кампањи, истражување на јавното мислење, работи за сите овие структури на Балканскиот полуостров. Работел во Албанија, работел во Црна Гора, работел за Милорад Додик во Босна и Херцеговина или Република Српска, работел за Александар Вучич, работел за Желко Митровиќ или Пинк групацијата и работи за ВМРО ДПМН. Тој ги прави анкетите, тој го прави стратешкото истражување. Финансирани се од исти средства, финансирани се од исти адреси и тие спроведува шарена револуција број 2 во Република Македонија. И нашите разузнавачки служби беа немокни, не може ни со прст да мрднат, значи ги растурија ко кула од карти. Гледате на денот на изборите каков упат им прават во првиот круг на изборите. Има информација која се објавува на сајтот на Американската амбасада дека 70 до 80 вооружени лица би правеле дестабилизација во Република Македонија. Тоа е информација од партијата на Заеден села. Командант Чуфо или некој сличен назив планирал да влезе во Република Македонија. И гледате, почетни гледачи, во изминатите 3 или 4 години се демонтираа сите флоскули на шарената револуција. Се што имаше правено шарена револуција, беше правено шарена револуција број 2. Остана една или две работи. Едната работа од тие две работи кои останаа да биде повторено диво населје. И ако структурата на Никола Груевски била рушена со диво населје, тогаш и режимот и хунтата на Зоран Заев треба да биде рушено со некој диво населје број 2. Бидејќи каков режим или хунта би била, ако со оружје не сака да остане на власт. И тие 70 или 80 вооружени припадници наводни, кои би требало од Косово да дојдат на територија на Република Македонија, тоа е информација доставена од структури блиски на партијата Алијанса, на Заеден села и Армен Таравари. И тука се постава клучно прашањето: зошто Американската амбасада ја голтеа дицата, зошто Македонската агенција за
Национална безбедност или АНБ, Агенцијата за разузнавање под контрола на Степан Наровски не може да парират на тие процеси. Свесно или несвесно, со знаење или со незнаење. И тоа се случува на локалните избори. Феноменално организирана операција, каде што се вклучуваат и структурите на олигархијата на Бранко Цренковски, делови на комерцијално глесно, Хари Костов и така натаму. И тоа го определува текот на изборите. Настрана вашето незадоволство од СДСМ, настрана вашето незадоволство од градоначалниците на СДСМ, настрана вашето незадоволство од понудата на СДСМ, тоа никој не го спори, ви имате право да гласате така како што сакате да гласате. Меѓутоа никој не може да негира дека во Македонија на 17 октомври беше спроведена една делукс операција на антисорос коалицијата на Балканскиот полуостров. Главната битка која сега се води е околу партијата Алтернатива. Тоа е партијата на Африм Гаши. Партијата која е во коалиција со Алијанса на албанците и преку Алијанса на албанците во коалиција со ВМРО ДПМН. И се чувствуваат некомотно во таа коалиција. Прво се незадоволни во рамки на коалицијата со партијата на Зејдин Села и на Арбен Таравари. Незадоволни се од соодносот на распределба на пратеничките мандати и се незадоволни бидејќи преку таа партија или таа коалиција се дел на коалицијата со ВМРО ДПМН. Африм Гаши беше дел на шарената револуција и се чувствува некомотно во друштво на Христијан Мицковски и на ВМРО ДПМН. Меѓутоа секогаш кога од таа партија ќе дојдат сигнали дека тие се подготвени да бидат дел на парламентарното мнозинство после вториот круг на локалните избори, веднаш доаѓа демант или информација на информација дека тие едва и чека да го видат падот на Зоран Заев или на Ахмети. Вие гледате две линии, две структури кои се судираат во таа партија, линијата на лидерот Африм Гаши и одредена структура под контрола на Аднан Идрис, синот на имамот на Реджеп Таип Ердоган или синот на имамот на поранешниот министар за надворешни работи или Кисинџер од Босфорот, господинот Давутоглу. Силно е влијањето на турското разузнавање, турските разузнавачки структури и на одредени турски логистики во Република Македонија, кои имаат влијање врз однесувањето на алтернатива, кои имаат влијање врз однесувањето на БЕСА. Видете што прави Реджеп Таип Ердоган, почитувани гледачи. Тоа се случува некаде за викендот. Најави протерување на 10 амбасадори. 10 амбасадори требаше да бидат прогласени персона нон грата во Република Турција. Помеѓу тие 10 амбасадори, 6 беа амбасадори на земји членки на НАТО. Уште од 1953-54 година Турција е земја членка на НАТО. Значи една од земјите која учествува во формирањето на НАТО или на јужното крило на НАТО заедно со Грција. 1953 година го формираат Балканскиот пакт со Тито во Југославија. Значи Турција после Соединетите американски држави е најмокна заедно со Франција, најмокната воена сила во рамки на НАТО сојузот. И таа Турција сега сака да протера 6 амбасадори да ги прогласи персона нон грата, вклучително амбасадорот на Германија, амбасадорот на Франција, амбасадорот на Соединетите американски држави. После пучот 2016 година, вакво ниво на заладување на односите помеѓу Турција и големите западни држави се нема случајно. Атерираше на крајот Реджеп Таип Ердоган, меѓутоа тоа покажува колку Реджеп Таип Ердоган е нестабилен партнер и ако тој може да си дозволи да сака да го прогласи амбасадорот на Америка за персона нон грата во Турција, тога зошто да не си дозволи да се меша во внатрешните работи, во внатрешните политички разврски на Република Македонија. И тоа го прави во континуитет. И ова фотографија што ја покажав на турскиот министар за надворешни работи, Чавушоглу, и екс-председателот на Република Македонија, кој беше носител на таа протурска линија тука во Република Македонија, господин Ѓорги Иванов, кажува многу работи. Пред 6 месеци беше пласирана информација дека Никола Гуриевски тајно преговара за менување на својата локација. И по евентуален пораз, ако дојде до тоа на Виктор Орбан во Унгарија, да може да најде ново прибежиште во Република Турција. И тие преговори не одеа така лесно. Реджеп Таип Ердоган и Никола Груевски никош не биле во некои добри односи. Секош Ѓорги Иванов и Реджеп Таип Ердоган биле во одлични, во добри односи. Па дури синот на Ѓорги Иванов студираше, заврши во Турција, мислам дека сега работи на Турскиот универзитет, кој е под контрола на Реджеп Таип Ердоган тука во Република Македонија, мислам дека избран да биде асистент на тој универзитет. Секош е врската помеѓу Реджеп Таип Ердоган и Ѓорги Иванов. Тие ја воспоставува таа релација и со помош на завиша филм групацијата. Затоа велам, некаде пред 6 месеци беше пласирана таква информација, се стигна до одредено ниво на реализација и се остави за некои подобри времења. И многу лесно може да се случи, ако нема политички разврски во Република Македонија, ако се случи евентуален пат
Иако тамо работите се кршливи, частна страна на опозицијата, частна страна на Виктор Орбан во Република Унгарија, тогаш лесно може да се случи Никола Груевски да заврши во Република Турција. Стефче Акимовски, мојот пријател Стефче Акимовски, е лакмусот на овие избори. Единствено од поранешниот режим, како што го нарекува СДСМ, или од поранешната власт во Република Македонија, кој се кандидира на овие избори, е Стефче Акимовски. Ниту Зоран Ставревски, Гордана Јанкуловска не може. Луѓето кои се затворени или кои се судски процеси исто така не прават или не практикуват или не одлучија, Милена Киевски, Сашо Мјалков не може, Никола Груевски во Будимпешта. Никола Тодоров се обиде да ја преземе партијата или дој на чело на ВМРО-ДПМН. Неуспешен беше тој обид. Значи никој, велам, од потесниот круг на коалициони партнери или на министри во владата Никола Груевски не учествува на овие избори, освен Стефче Акимовски. Тој ќе биде лакмус какво ќе биде однесувањето на македонските граѓани или на граѓаните кои живеат во општина Карпош. Ако Стефче Акимовски победи, тоа ќе биде победа на режимот вршарената револуција. Ако Стефче Акимовски победи, и ако Стефче Акимовски ви мафта после 31. октомври дека народот кажал дека тој е невин, тога зошто Никола Груевски на некои следни избори да не се кандидира во Република Македонија? Ако може Стефче Акимовски, против кој се воделе судски процеси, бил во домашен притвор, 1 метар материјал пред 6 месеци биле доставени на Вилна Русковска и тоа не е процесирано за Стефче Акимовски. Напротив, наместо обвинителството за организиран криминал, целиот предмет е префрлен на основното јавно обвинителство, бидејќи не станува збор за штета, туку станува збор за лична корист, таква е квалификацијата. Тука се поставува прашањето како ќе се однесува Јордан Норце Камчев, Сашо Мјалков, Никола Груевски, па тие вака ќе го држа Стефче Акимовски, бидејќи ако Стефче Акимовски победи во општина Карпош, тоа ќе значи дека целата ова хајка и кампања на шарената револуција која била насочена против претходната влада, ќе биде срушена како кула од карти. Тоа ќе биде втор удар после уништувањето на специјалното јавно обвинителство. Објавењето на текстовите во лаверита, објавата на Стефче Акимовски ќе биде втор голем удар за шарената револуција и специјалното јавно обвинителство, или тоа што е оставштина од специјалното јавно обвинителство. Бидејќи нови избори Стефче Акимовски, освен што сака да стане градоначалник на општина Карпош, сака да покаже дека е бесмислена целата таа операција на гонење на представници на поранешната власт во Република Македонија. И тоа се случува на овие избори. И затоа ќе има силна поддршка од Јордан Норце Камчев. Ќе има силна поддршка од Никола Груевски. Па Никола Груевски стои за Стефче Акимовски. Дури има една анегдота која се раскажува во политичките кулари. Во неделата вечер, погрешка наместо кај Стефче Акимовски, кај Стефан Богоев, екс-градоначалникот на општина Карпош, се јава унгарски број. И после упорно одзвонење, Стефан Богоев крева телефон и тамо го слуша гласот на Никола Груевски. Кога се исклучува телефонот, бидејќи повикот е на Вибер, останува НГ Никола Груевски. Значи, наместо на Стефче Акимовски, погрешка му се има јавено на Стефан Богоев. Исто така јавна тајна е дека Стефче Акимовски сакаше да се кандидира за градоначалник на градот Скопје. И дека Никола Груевски го убедува да не се кандидира да биде градоначалник на градот Скопје, бидејќи неговиот пулен Даниела Арсовска беше планирана како кандидат на изборите во градот Скопје, туку да се кандидира на изборите во општина Карпош. И дел од луѓето на Бранко Царенковски работеа за Стефче Акимовски. И ќе биде многу интересно Андреј Петров, поранешниот генерален секретар на СДСМ и човекот кој 2013 година беше поразен од Стефче Акимовски, како сега ќе се однесува, како сега ќе гласа. Ќе може ли да ги свари и да ги проголта оние навреди дека е мала мравка или мали мрав кој Стефче Акимовски му ги потуваше во кампањата 2013 година? Ќе ги охрабрува ли своите симпатизери Андреј Петров да гласа за Стефче Акимовски? Па песмите на Гром, на Аца Лукас, јачи смо од судбине, не ги пуштав јас, ги пушташе Стефче Акимовски. Се сеќавате ли што правеше Стефче Акимовски 2017 година после настаните на 27 април? Па има фотографии на социјалните мрежи. Па не треба јас да ви ги објавам тие фотографии на социјалните мрежи. Можете сами да ги видите тие фотографии на социјалните мрежи. Еве е фотографијата. Ова е мај месец 2017 година. Двајцата представници се на партијата Единствена Русија или блиски соработници на Владимир Путин. На фотографија е Борис Дамовски, еден од организаторите
на оној процес или оно движење кој завршува со упадот во македонскиот парламент на 27 април, Иван Стоилковиќ, тогаш и сега пратеник во македонскиот парламент, и Стефче Акимовски. Ова е проруската линија во Република Македонија, видливата проруска линија. И вие ќе му убедувате дека русите не учествуваат во изборите во Македонија, дека не учествуваат во политичките разврски. Иако јас сум правил брдо емисии како американците учествуваат во политичките разврски, и сум правил брдо емисии за шарената револуција, и вие сте ги прифакиле тие емисии за шарената револуција, сега ќе му убедувате дека немаме шарена револуција број 2 во Република Македонија. Дека во таа шарена револуција број 2 се вклучени Турција, е вклучена Русија или инсталации на Русија на Балканскиот полуостров, е вклучена Словенија, е вклучена Унгарија и Виктор Орбан, делови на Александар Вучич Србија. Па нели се направи приказна дека Оливер Спасовски е бие играчот, или бие структурата стои зад Оливер Спасовски или министрот за полицијата. Како одеднаш целата таа бие структура и бие инсталација застана зад Максим Димитриевски, не застана зад Оливер Спасовски. Па нели Оливер Спасовски е бија кој треба да дојде на власт во Република Македонија? Па нели текстови и разузнавачки информации се објавуваа? Па нели овие инсайдери во Република Македонија брдо и брдо на такви анализи направија во своји емисии? Одеднаш целата таа бија структура застанува зад Максим Димитриевски во Куманово. И во Куманово во конфликт се СДСМ и луѓето кои се надвор од СДСМ помогнати од таа структура на бија во Република Македонија или просрпските елементи во Република Македонија. И така беше и 90-та година. Така планира да го рушат Петар Гошев, па имам јас емисија Битка за Куманово, тоа пред месец и пол дена ви го кажам. Јас не гледам на графчиња, не ви кажам отпосле, предварително што викаат бугарите ви кажам тие работи. За да може да се соочите со тие работи. За да може да ги видите процесите во кој правец дува ветрот. Тоа сега се случува во Република Македонија. Победа на Стефче Акимовски во општина Карпош, а тоа ќе го одлучат самите гласачи и граѓани на општина Карпош. Значи, враќање на голема врата на режимот во Република Македонија, во наводници режимот, бидејќи јас не сметам дека постојат режими во Република Македонија. Мислам дека тие збори треба полека да ги сврлиме од нашиот политички речник и вокабулар. Постојат политички партии кои ги добиваат изборите или добиваат довербата на гласачите. Меѓутоа, еве да го прифатиме нели оној термин режим кој го употребува СДСМ, победата на Стефче Акимовски ќе значи тоа Јордан Роце Камчев, Никола Груевски и во последните 6 месеци Сашо Мелков со пари, со поддршка, со средства, со логистика, со се, ќе навива Стефче Акимовски да победи на изборите во Карпош. И тоа ќе биде лакмусот на овие локални избори. И зошто Вилма Русковска не ги процесуира тие информации кои Стефан Богоев и Бојан Маричич, министрот за правда, и ги доставуваат? Зошто ги држи во фјока тие информации? И зошто после 3, 6 или 10 месеци тие информации смета дека не се во нејжана надлежност и ги препраќа во основното јавно обвинителство? Дали ја продолжува практиката на Марко Зврлевски? Дали барем еднаш неделно има контакти и има средби со Никола Колевски Колјо, човекот задолжен за правни прашања во Околит, десна рака на Живко Мукетов? Имате или немате средби? Што разговарате на тие средби? Се однесувате или не се однесувате исто како Марко Зврлевски? Имате или немаат контрола врз вас? Кој му ветил на Живко Мукетов дека ќе му прават политичка партија или може да биде премиер на некоја широка или експертска влада во Република Македонија? Бил ли Живко Мукетов на специализација во Лондон во исти временски период кога таму бил и Александар Раковиќ и Никола Груевски? Кој ги праќа на иста специализација со Никола Груевски? Од каде се знае со Никола Груевски? И после ќе ми го праќаат овој со шифра Меланом, со работник на БИА, кој ќе треба да пише огнасни текстови за мене. Тоа е таа групација. Тоа е таа групација која преку кумот на Никола Колевски Колјо сакаше да инсталира човек на чело на Агенцијата за национална безбедност. Тоа ли е таа групација? А човекот кој сакаше да биде директор на Агенцијата за национална безбедност, неговата сопруга работи во Американската амбасада. Тие ли ќе ги злоупотребуваат контактите и личните познатства со Филип Рикер да може да направат пресврт на политичката сцена во Република Македонија? Што ќе се случи со Република Македонија ако овие краци на македонските масони ја преземат власта? Сите овие луѓе или дел на овие луѓе кои ви ги споменувам се снимени, се документирани, па дури застава филм групација ви ги објавуваше.
Некој ги жигосуваше, некој само ги спомнуваше спорадично, како одредени структури кои се припадници на македонските масони. Ги гледавте таму со шестари, со она униформа, облека, во ракавици, така натаму, како се молат, како се клањаат, како држат седници. Живко Мукетов беше на тие фотографии, беше на тие снимки. Татко му беше студент во Белград. Тоа е таа линија кој има краци до Белград. Го наследува својот татко како почасен конзул на Данска во Република Македонија, е близок до Христијан Мицкоски, е прв протеже на Христијан Мицкоски и се пуштија шпекулации во политичките кулари пред 1,5 месец од луѓе блиски на таа групација дека Живко Мукетов ќе биде премиер на новата експертска или широка влада во Република Македонија. Се работи ли на тој проект? Кој работи на тој проект? Кој стои за тој проект? Амбасадата на Калето? Одредени структури тука на Балканскиот полуостров? Белград? Софија? Кој стои за таа структура? Гледате како одредени невидливи играчи, како печурки после дош почнуваат да се појавуваат, почнуваат да функционират, почнуваат да наметнуваат правила на однесување тука во Република Македонија. Намириса крв, намириса моментум и се обидува да го искористат тој моментум. Гледате како сите тие играчи кои имаат политички амбиции се дел или биле дел на ракометот. И Трифон Костовски, и Минчо Јорданов, и Живко Мукетов, и Михајлова Тростална. Тоа е на иста групација. И Кочо Ангјушев. Тоа е дел на таа групација. СДСМ и Зоран Заев не успеа да ја демонтира таа групација. Таа групација не е само комерцијална банка, може би и најмалку комерцијална банка. Тоа е најдобрата банка во Република Македонија. Кога сум имал моја продукција, или кога сум имал моја фирма, сум морал да ја згаснам кога станав генерален директор на Алфа, бидејќи кога станав генерален директор на Алфа, Агенцијата за аудио-визуелни услуги не ми даваше согласност да бидам генерален директор или поранешниот Совет за радиодифузија, бидејќи не може во исто време да имам продукција и да бидам генерален директор. Беше судир на интереси, јас згаснав таа продукција. Не постои таа продукција, не постои повеќе продукција ефтов. Тога сметките на таа продукција беа во комерцијална банка, бидејќи тоа е најдобрата банка во Република Македонија. Ако јас правам одредени анализи за комерцијална банка, не сметам дека е таа лоша банка, напротив, сметам дека е најдобра банка. Затоа и моите сметки сум ги имал во комерцијална банка. Затоа и сега мојата плата и сите мои плаќања трансакции ги правам преку комерцијална банка, бидејќи одлична банка. И тоа се групации кои работеа за промена на власта во Република Македонија. И ако ние анализираме ова шарена револуција број 2, освен Виктор Орбан, Реджеп Тајип Ердоган, Александар Вучич, Илир Мета, структури во ВМРО, структури во Алијанса на албанците, дел на олигархијата, Сашо Мјалков, Јордан Камчев, Никола Груевски и делови на македонската олигархија се вклучени во целиот тој процес. Иако тоа така наречено влашко лоби сега не функционира, тамо камен на камен не останат, еден со друг се скарани, то трае веќе неколку години, Штерио Наков, Хари Костов, целата таа групација и во рамки на групацијата на Штерио Наков, она Технометал Вардар групацијата, Кочо Моцан и така натаму и така натаму. Тие не разговараат, тие се скарани помеѓу себе. Камче на камче не останато. Кога ги правеа парите, кога го правеа капиталот, бе едно како Васил Рингов и Дарко Панчев, сега се веќе скарани. Меѓутоа интересите ги обединуваат. И тие поради некои своји причини сакаат да дојде до промена на власта во Република Македонија. Бидејќи во моментот кога Македонија ќе стане земја членка на Европската унија, ќе нема живот за целата оваа групација. И тоа е суштината. Гледате, 3 години, тоа ви го објаснувам, 3 години Зоран Заев, кланот на Заеви и владата на Република Македонија инвестираа во Митко Јанчев. Инвестира во Митко Јанчев како можен потенцијален лидер на ВМРО ДПМН. И на крај Митко Јанчев оди и им се договара со Христијан Мицкоски. Па кој дава кредит на ВМРО ДПМН? Во која банка е под хипотека имотот на ВМРО ДПМН? Во која банка беше под хипотека имотот на СДСМ во времето на Бранко Цренковски? Канцеларите на градската организација на СДСМ кои се карши владата на Република Македонија, на која банка беа продадени? Пред која банка протестираше Лјупчо Ѓоргиевски, што ви го спомнам на почетокот на емисијата? На Камени мост. Кој сакаше да го руши Лјупчо Ѓоргиевски 2000 година?
Кој го правеше новото парламентарно мнозинство 2000 година помеѓу Бранко Црвенковски, Радај Карангелевски и Васил Тупурковски? Кој беше викан на информативен разговор од страна на Љубе Бошковски во моментот кога се прави тоа ново парламентарно мнозинство во полициската станица во општина Карпош? Еве е фотографијата. Општина Кавадарци му доделува годишна награда на Хари Костов. Лево на фотографијата е Митко Јанчев. Избришена е ова фотографија, избришено е ово видео на страната на општина Кавадарци. Само по грешка е оставено на страната на локалната телевизија во Кавадарци. Што стана со пресудата на Сашо Мјалков? 20 години, 2 или 3 пресуди на Сашо Мјалков. Кој беше судијата што го осуди на 12 години Сашо Мјалков? Не сакам да го глумам Стео Пендаровски да ја проблематизирам висината на пресудата. Дали е човекот кој ја затвараше А1 телевизија? Од кого прима инструкции? Од белградски или московски телефони? Дали Сашо Мјалков е намерно драконски казнет со казна од 12 години да се растури мери од коалицијата? Каде завршуваат шемите и тефтерчето што е најдено во станот на Сашо Мјалков? Убавата ленче, каде го носи тоа тефтерче? На калето во Американската амбасада? Дали лобира како човек на Христијан Мицкоски, давајќи им на американците какви се шемите за рушење на Христијан Мицкоски, да биде спречена таа операција, бидејќи станува видлива таа операција? Што ќе се случеше со судијата кој го осуди Сашо Мјалков на 12 години? Ке беше разрешен од судскиот совет, затоа и си поднесе оставка, сега ке се бавел со адвокатура. Гледате, и Ленче Ристевска не е унапредена, и овој судија која затвараше А1 телевизија и го осуди на 12 години Сашо Мјалков ке беше разрешен, бидејќи прима инструкции од одредени структури кои се веројатно на маргините на целиот овој процес на шарена револуција број 2. И тоа се случува сега во Република Македонија. Може не сакате да ги слушате овие информации. Па јас не сакам да слушам многу информации. Меѓутоа, кога станува збор за вистината, таа е секогаш горчлива, почитани гледачи. Може да ви се допаѓа, може да не ви се допаѓа. Меѓутоа, јас имам обврска таа вистина така како што јас ги гледам работите да ја презентирам пред вас. И се надевам дека тоа ќе оправам уште долг временски период и уште многу години во иднината. И што ќе прави сега Јордан Орце Камчев? Беше психолошки паднат. Се гледаше дека е психолошки скршен. Секој ден адвокатите во Колор издание уносе принт скринови од текстови објавени на Facebook, текстови со подршка, од Твитер, од социјалните мрежи, кој коментира, кој го брани, кој колку хонорар треба да добива. Секој ден адвокатите на Јордан Орце Камчев во Колор варијанта му ги носят тие принт скринови. Што ќе прави сега Јордан Орце Камчев? Што ќе прави Левица? Па носителот на листата на Левица во градот Скопје е вработен во Систина. Вработен е во истиот период кога Димитар Апасиев е избран да биде советник во специјалното јавно обвинителство, како што вели Петар Богоевски и луѓе кои се разбираат во овие работи, токму за случајот империја. Клучниот случај за рушење на олигархијата во Република Македонија. Што прави керката на Чичко Глишо, кој му го заврши факултетот во Прилеп на Никола Груевски? Се среќава секој ден со Кристина Камчева, ја користи својата близина и своето пријателство со амбасадорката Кейт Мирин Бърнс. Амбасадорке, колку пати од вас е побарано да биде ослободен Јордан Орце Камчев? Тоа што одите на фризер кај Дадар, тоа што заедно пиете кафе, тоа што се дружите, некој се обидува да го искористи, да пие кафе со Кристина Камчева, да пие кафе со луѓе блиски на Јордан Орце Камчев и да лобира за ослободување на Јордан Орце Камчев. Може би е долга раката на ВМРО, може би е долга раката на СДСМ, но најдолго е очигледно раката во Република Македонија на Јордан Орце Камчев. Цела структура работи за него. Цела структура е ставена во функција во погон. Кој го носи Фигел во Република Македонија? Кој лобира за Фигел во Република Македонија? Каде е последната посета на Никола Груевски или каде се наоѓа Никола Груевски вечерта кога се случуваат настаните на 27 април во Република Македонија? Во Виена? Кој е амбасадор во Виена? Таму е Александар Николовски.
Кој е советник сега на Христијан Мицковски? Кој врши сега лобирање за ослободување на Јордан Орце Камчев? Овие луѓе не се наивни луѓе. Овие луѓе располагат со многу пари. Овие луѓе располагат со многу логистика. Имале власт и сега добиваат власт. Овие луѓе ќе да живи деца, како што говореше Зоран Заев, а тоа не го прави во Република Македонија, во Ландова од 2010 година. Со помош на граѓаните на Република Македонија, овие луѓе се враќаат на власт во Република Македонија. И не е проблем што се враќаат на власт. Никој пола збор немаше да каже ако Тимчо Муцунски станеше градоначалник на Скопје. Ако Тимчо Муцунски беше лидер на ВМРО ДПМН. Јасни ставови, прозападни ставови, политичар на новата генерација, кој заслужува да биде поддржан на македонската политичка сцена, вклучително и во рамки на емисијата во Центар. И се оно што сум го говорил за Тимчо Муцунски во претходните две емисии е порака до Тимчо Муцунски да не дозволи да биде компромитиран од овие параполициски и парапознавни структури кои гравитираат околу целата таа партија или целата таа коалиција. И тие луѓе сега ќе се обидат да направат пресврат во Република Македонија. Па го читате соопштењето на Левица, дека поради штетната политика на Зоран Заев со Бугарија и преговорите со Бугарија, тие смета дека таа штетна политика и анационална политика во Република Македонија треба да биде поништена, треба да биде уништена. Па што немате став околу државјанството што беше објавена, околу личната карта на Даниела Арсовска? Име смени жената. Државјанство доби како што објави на пресконференција. Лична карта доби. Па се извинува порталите кои држат до себе, кои демантира дека таа лична карта не е на незиното име. Се посипува со пепел, се посипува со вода без разлика што се блиски на таа групација на Јордан Орце Камчев. Па градот Петрич ќе биде познат по две работи. По баба Вангја и по Даниела Арсовска. Па нели се води антинационална политика во однос на Бугарија? Па како партијата која се спротивставува на распродажбата на македонските национални интереси на Бугарија нема да им каже на своите гласачи да не гласа за Даниела Арсовска? Еве има државјанство. Еве кажа на пресконференција, еве се покаже дека има државјанство. А национално или е национално добивањето на државјанство во Петрич? Еве можеме да ги разберам овие наши македонци кои поради корка леп да си го прехранат семејството, мора да се понижуваат и да добиват бугарски пасоши. Овие што купуваат коли и поради тоа добиват бугарски пасоши или добиват бугарско државјанство, признавајќи дека мајка им или татко им, башта им или мајка им имал български происход, како вие да прифатите дека некоја жена која е толку успешна во својата кариера како што самата вели, која е најдобра во Република Македонија и по своите перформанси била најдобра во Европа, со еден таков успех мора да оди во Петрич и добија државјанство. Па за така успешен производ, така успешен играч и голем експерт, па бугарите и било која држава во светот сами ке сакаа да ви дадат државјанство. Не мараше да одите во центарот на Петрич на улица на Цар Борис да добивате државјанство. И велам Петрич ќе биде познат по баба Вангја и по Даниела Арсовска. И кој е ставот на Левица? По трет пат прашам. Господин Пасиев, господин Хактан Исмаил, кој е ставот на Левица, бидејќи вие сте бранители на македонштината во Република Македонија, за државјанството на Даниела Арсовска? Може ли човек кој добил државјанство, прифаќајќи дека по татко или мајка има български происход, да биде на чело на градот Скопје? Ево, јас ќе гласам неважичко. Може би нема да излезам на изборите. Но бидејќи вие сте совеста на општеството, бидејќи вие сте последниот браник на одбрана на националното во Република Македонија, бидејќи на Лјупчо Георгиевски тоа сите му го замеривме од кога заврши неговиот премиерски мандат, што добил бугарско државјанство, кој беше објавено во весникот Струма од страна на тогашниот вице-председател на Бугарија, еве сега се објавија докази, документи со слики, со се на Даниела Арсовска. Кој е вашиот став? Ке молчите како мрена? Ке молчите како риба или ке имате став? Еве ги повикавте вашите гласачи да гласат по нивно определување. Еве вие како раководство на партијата, кој е вашиот став?
Може ли човек? Внимавајте. Гледате, одеднаш манџурискиот кандидат станува бугарски кандидат. Гледате како тоа функционира. Имате бел лист хартија. Немате ништо до 2014 година. До 2014 година вие имате и промена на презиме, и промена на име. И немате ништо правеле, никаде биле, ништо работеле. Ни со што се бавеле, ништо. Зашто ќе кажат? Дека е керка на Булдук, дека е керка на Ванчо Кривиот. Целиот путрек ќе одобија на своја глава. Одеднаш 2014 година станува прв човек на приватната комора. И одеднаш комора со 10.000 личности. Или со 10.000 фирми. Олигархија, бугарско државјанство, конзул на Република Унгарија во Република Македонија, членство во надзорен одбор на Руска банка, руски пари, руски капитал. Сето тоа стои зад еден кандидат. И ние сите треба да се правиме слепи. Дека тоа е со некој падобранец спуштено тука во Република Македонија. Ние не знаеме како тоа се случува. И одеднаш манџурискиот кандидат ви станува бугарски, ви станува унгарски, ви станува кандидат на олигархијата во Република Македонија. И 30 години вие се борите против олигархијата, против полициското подземје, против политичкото подземје. Еден Бранко Црвенковски ви е вклучен. Олигарси ви се вклучени. Унгарска логистика ви е вклучена. Руски пари, бугарски пасоши. И вие не знаете, не сте од овде. Па каде сте? Па каде сте живееле 30 години? Па сте ги гледали ли моите емисии? Па говорам за тоа. Жртва сум на целата таа олигархија. Ја знам колку е мокна таа олигархија. И знам дека со секоја емисија во која говорам на таа тема, се повеќе и повеќе затворени врати ке наоѓам во Република Македонија. Меѓутоа, ако мотото на емисијата ви имате право да знаете вистината, ви имате право да знаете вистината. Јас сум подготвен таа жртва да ја примам на својот грб. Еве, нека биде забраната емисијата на YouTube. Ке најме друга форма или друг начин како можем да ги пласирам моите ставови до вас. Доаѓавте ко црвени кмери да се карате со мене. Со едни исти коментари, напишени од исти ракопис, напишени со иста рака. Уште не е завршена, уште не е почната емисијата, вие коментирате за содржината на емисијата. Добро вечер, кажувам, вие викате повторно е сгрешена анализа. Како можам да ја сгрешам анализата? Па добро вечер, во 22 часот почнува. Да ви речам добар ден, па да сум ја сгрешил суштината на емисијата. Значи уште не е почната емисијата, вие почнувате коментари да ставате. Што мислите дека дојде вашите 5 минути? Дека повторно ќе бидете власт, повторно ќе малтретирате, повторно ќе бидете членови на управни одбори, повторно ќе може да правите се и се што и никој тоа да не ве санкционира? Па за тоа ли се бориме 30 години во оваа држава? За тоа ли даваме пари? За тоа ли плаќаме даноци? Па не може повеќе манџуриски кандидати, не смее повеќе. Па луѓе со биографија треба да знаеме. Па куче и маче ко купувате, педигре им проверувате. Овде ви убутуваат кандидати за кои не знаете како изгледат. Не знаете како се викаат. Одите тамо како зомби заокружувате. Па покажете ве став. Покажете достоинство. Вие сте луѓе, вие не сте партиска машина, вие не сте партиско месо. Вие не сте приврзок на СДСМ или на ВМРО ДПМН. Ви имате семејство. Ви имате свое размислување. Па не е срамота да размислувате со своја глава. Па не е опасно да размислувате со своја глава. Па за тоа се бориме 30 години да можете вие да размислувате, не да навредувате, туку да размислувате со своја глава. Тоа е суштината на демократијата. За тоа се бориме. И во прва прилика кога тоа треба да го искористите, вие го газите во калта. И пак ќе се враќаме 15 години назад. Ќе стигнеме некаде до некоја точка. Ќе платиме голема цена. Ќе имаме непроспиени ноги. Ќе имаме болки во желудникот. Ќе имаме нервоза. Пак нешто ќе направиме и вие ќе се вратите назад. Па до кога? До кога ќе трае тој процес на македонско самоуништување, на нерационалност во клучни историски моменти? Било што да направите, треба да знаете кои се последиците и кои се придобивките на тој процес. Биејќи така функционира
нормална и зрела држава, кон која се стремиме да станеме. Ние не сме сега тоа, но се стремиме да станеме. Првиот чекор да станеме е граѓаните да почнат да размислуваат рационално, не со емоции, не со омраза, не со пизма, рационално. И без разлика за кого ќе гласат на 31 вечерта или на 31 во вториот круг на изборите. Тоа да го направат бидејќи веруваат во тоа, а не дека се купени или уценети. Тука некаде е крајот на емисијата. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна анализа, трета во циклусот анализи помеѓу првиот и вториот круг на локалните избори. Ако ви се допадне емисијата, ново дружење нема да имаме во недела во 22 часот. Во недела во 22 часот и вие и јас со нетрпение ќе ги чекаме резултатите на локалните избори. Ново дружење, четврток, 4 ноември во 22 часот, ќе се знае кој ќе биде победник на изборите, дали ќе остане сегашната влада, дали ќе биде формирана нова влада, дали ќе се оди на предвремени избори, дали некој нов премиер ќе има, СДСМ ќе формира влада, дали ќе биде правен некој сојуз за Македонија. Има мноштво на анализи, има мноштво на прашалници кои се поставуваат. Христијан Мицкоски има на располагање 2 или 3 варијанти да направи парламентарно мнозинство и без избори дој на власт да го повтори или да го репризира случајот на Јанис Јанша, да не сака да формира власт, а да не бара предвремени избори, да чека енергетската криза, преговорите со Бугарија дополнително да го трошат рейтингот на Зоран Заев. Меѓутоа тогаш ризикува Даниел Арсовска да стане, ако победи на изборите, да стане клучен играч, или Тимчо Муцунски, бидејќи знаете, кога ви имате мокни градоначалници со мокни буџети, тогаш позицијата на лидер на опозиција е многу помала, е многу по-лесно кршлива во споредба со тоа кога вие сте премиер и имате градоначалник на Скопје. Например, Бранко Цренковски никош не ставаше од својата партија кандидати за градоначалник на Скопје кој не бил на власт. Во првиот случај беше Јовица Угриновски, во вториот случај беше Ристо Појнев, ни едниот ниту другиот не бе дел на структурата на СДСМ. Дури во третиот наврат, тоа е 2013 година, кога сите му одбија, го кандидираше Јани Макрадурли, кој не беше некоја клучна политичка фигура во СДСМ. И Христијан Мицкоски има можност да бара предвремени избори. Меѓутоа, знаете, секогаш кога стана збор за локални и стана збор за парламентарни избори, одлуките и гласањето на гласачите е многу различно. Имате случаи во Косово, истиот ден кога се случи првиот круг на локални избори во Република Македонија, и во Косово имаше локални избори, кога пред 4 месеци победи Албин Курти на парламентарните избори, тоа убедливо победи, беше поразен на локалните избори во Косово и не освои ниту една општина. Тоа се случува, тоа се локални избори. Што ќе прави Зоран Заев? Најави оставка ако не победи во градот Скопје. Може ќе ја даде оставката, може нема ја даде оставката. Може ќе продолжи да биде премиер, може да бара предвремени избори. Може ќе остане лидер на СДСМ, а некој друг од партијата ќе биде премиер на владата. Може би ќе влезе во процес на преговори со Бугарија и со добивање на датум за почеток на разговорите со Европска унија да бара предвремени избори на пролет или на есен. Може ќе влезе во еден процес на расчистување со криминалот кој сега му се обедини, му се здружи и му направи силни проблеми на локалните избори. Може ќе биде формиран некој сојуз за Македонија по принципот на Киро Глигоров од 1994 година. Тогаш Бранко Цренковски остана на чело на СДСМ. СДСМ беше победник на тие избори, меѓутоа фронтмен и носител на целиот процес беше Сојузот за Македонија и Киро Глигоров. Кој би бил на чело на тој некој нов Сојуз за Македонија? Стево Пендаровски, некој друг. Значи има мноштво на анализи, има мноштво на опции кои се ставени или кои ќе бидат ставени на маса. Одредени информации говорат дека од Брисел си имат јавено кај ЛДП, си имат јавено кај тие партии да останат во коалиција со Зоран Заев. Дека дел од мокните амбасади разговарале со пратениците и на СДСМ и на коалицијата и на албанскиот политички фактор да останат во оваа влада или таа влада да има континуитет на своето политичко делување. Има индиции кои никој не ги демантира дека се преговара со Африм Гаши. Има намигнување помеѓу едната и другата структура да биде зголемено тоа владино мнозинство. Значи има многу комбинации кои се ставени на маса. Меѓутоа во голем дел тие работи ќе зависат од тоа што ќе случи на 31. Ние тоа ќе го знаеме вечерта на 31, а ќе го анализираме на 4 ноември, четврток, 22 часот. До 4 ноември, четврток од 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.